Приятели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Среќен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Кавадарци. Вие следите утринската програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве, денеска сме петок, последен ден во ова работна седмица. Утре веќе сабот и недела, пред нас е викенд, значи денеска е петок, 17 октомври 2022 година. Денеска сме 21, се извинувам, бидејќи во понеделник беше 17, денеска е 21 октомври. Како е да е, сонцето денеска изгреа овде во Кавадарци во 6 часот и 52 минути, а ќе зајде во 17 часот и 44 минути. Што се однесува до временската прогноза, утрова во Кавадарци 8 со плюс 2, верувам и кај вас се ниски температури, почитувани гледачи, барем во Македонија, можеби во некои делови е и минус. Денеска, значи, имавме релативно ниски температури во овој петочен ден, 21 октомври. Што се однесува до прогнозата, таа гласи дека ќе имаме претежно сончево. Значи, во текот на денот ќе имаме сонце, претпладне со слаба магла или ниска облачност, во одделни котлини ќе има и ниска облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје претежно сончево со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Еве температурите како стојат за денеска, значи на крајниот запад од минус 1 до 15, во Скопскиот регион од 2 до 18 сончево, Куманово од 1 до 18 сончево, Беровскиот регион најладно, најстудено од минус 3 до 16, Кавадарци од 2 до 20 степени, во Гевгелискиот регион ќе биде од 7 до 21 степен, Пелагонискиот регион од 0 до 17 и Охридскиот регион од 4 до 18 степени. Што се однесува до прогнозата, временската прогноза за утре, таа гласи дека ќе имаме претпладне поодделни котлини, појава на магла и ниска облачност. Преку денот сончево со мала облачност ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе биде слична на денешната, што се однесува и до самиот викенд, значи ќе имаме релативно сончево време во текот на денот, а утринските и ноќните температури ќе бидат малце по-ниски. Како е да е, еве на пример прогнозата гласи за 23 октомври, тоа е недела, ќе имаме од 22 до 28. Тоа се релативно високи температури за овој дел од годината, скоро летни. На 24 од 21 до 27 и повторно на 25 октомври ќе имаме од 23 до 28 степени. Навистина летни температури и затоа да ги искористиме тие топли денови кои се уште се пред нас и ќе бидат пред нас во текот на овој месец октомври. Што се однесува до информациите од Автомотосојузот на Македонија, тие јавуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Сепак, Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно управување со моторните возила, посебно низ клисурите, низ речните долини, каде што има појава на одрони, а тоа се патните правци Катланово-Велес, од скопската страна, значи кога се оди према Велес, Маврово-Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани-Делчево. Се уште има изведби на патот, односно градежни активности на патни правци во поедини делови во Македонија. Посебно внимавајте на патниот правец Велес
gradsko, kada ćete na автопатот vršati gradežni aktivnosti i vozite vнимателно, почитувани гледачи. Da otideme сега малку до граничните премини, еве ќе одеме горе на север, граничниот премин Табановце, нема скоро автомобили за влез и за излез. Тоа се незначително неколку автомобили кои нормално сакаат да влезат или да излезат од нашата земја и се потребни оние царински контроли. Значи, нема гужва на граничниот премин Табановце, одеме на крајниот југ, Гевгелија, Богородица преминот, исто така нема скоро воопшто автомобили. Граничниот премин Блаце има неколку автомобили за излез, а за влез скоро и нема. И одеме на Меджитлија, исто така и на тој граничен премин нема никакви автомобили, односно задржување на самата граница. Еве, почитувани гледачи, тоа се тие почетни сервисни информации. Значи, и денеска ќе ви го спомнам тој број што треба да го знаеме, 112. Тој повикувачки број за сите потребни работи што ни се потребни во животот, како што е, например, понекош полиција не е потребна, противпожарна бригада, брза помош, сите се овие обединети во овој број. Значи, ако сврдите на 112 и ја кажете вашата потреба, тие диспечери кои се дежурни ќе ве поврзат со вашата барана потреба. Значи, тој број запишете го, ставете го на некое видно место и сите да го знаат во домот. 112. Тоа е, значи, тој повикувачки број. Одеме сега со една песна, потоа ќе се вратиме да продолжиме нашата емисија. Sam tu u zemlji suza, lutanju mom dolazi kraj, bola gde nema i nema smrti. Ja žurim sad u divni grad, moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve, ostavljam tu sve moje boli, videću dom i oca svog. Moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve, ostavljam tu sve moje boli, videću dom i oca svog. Dok sam još tu u kući tuge, sav život moj bola je pun i zato sada sa čežnjom čekam dolaska sjaj taj divni dan.
Moj sjajni dom, gde otac čeka, ulice te od zlata sve, ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Moj sjajni dom, gde otac čeka, ulice te od zlata sve, ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog, vidjet ću dom i oca svog. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, ја следите утринската емисија Добро утро на Радио Гласна надежта. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Сакам да ги поздравам гледачите секако од Македонија, но имаме гледачи и од странство. Според извештајот што ми го дава Facebook овде најкарно, гледам дека минатата емисија, значи од понеделник, најмногу била следена од Скопје, односно во Скопскиот регион, посебно Чаир. Потоа доаѓа Кавадарци, Централна Србија, Босна и Херцеговина, Војводина, Република Српска, Охрид, Велес, Виена, Струмица и така натаму. Тоа се по региони. Ајде сега да ви прочитам и да ви пренесам по држави. Секако најмногу од Македонија ја следат ова наша емисија. Потоа имаме од Србија, Босна и Херцеговина, Германија, Хрватска, Бугарија, Австрија, Австралија, Швајцарија, Италија, Америка. Секако имаме и од други краеви на нашата земја, каде што луѓето не следат, бидејќи ова емисија е утринска, која започнува во 9 часот, меѓутоа ние снимаме и ја ставаме на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Може тамо да ги проследите и останатите наши емисии кои сме ги досега имитували и да ги гледате и да ги слушате, зашто има интересни содржини. Еве, продолжуваме, почитувани гледачи, со рубриката Читање од Светото писмо. Веќе знаете, наназад неколку емисии отпочнавме да ги читаме псалмите Давидови. Денеска наред е псалмот 13 и 14. Молитва за помош во неволја. До кога, Господе, сосема ке ме забораваш, до кога од мене лицето ке си го криеш? До кога душата ке ми се измачува и срцето секојдневно ке ми тагува? До кога душманот над мене ке ликува? Погледај и почуј ме, Господе Боже мој, разведри ги моите очи, зашто во смрт ке заспијам. Да не рече душманот мој, го совладав, и да не ми се радува противникот на падот мој. Но јас во Твојата верна љубов имам доверба и во Твоето спасение срцето ми ликува. Ке му пеам на Господа, зашто беше штедар кон мене, ке го воспевам името на Севишниот Господ. Безумник е тој што во срцето си вели: Бог не постои. Луѓето стана развратни, делата им се гнасни, ниту еден од нив добро не прави. Господ од небото го наблюдува човечкиот род, за да види има ли некој што расудува и Бога што го бара. Сите застранија, сите се изродија, нема добар, нема примерен, ниту еден единствен. Нема ли еднаш да се поучат злодејците, оние што го
jadat mojot narod, kako lebda jadat, a Gospoda nego priznavat. Enegi preplašeni i vđašeni, zašto Gospode so pravednite, planovite na sirotite, im gi razbivte, no nim Gospod ime pribežište. Ah, da dojde od Sion spas za Izrael, ke se veseli Jakov, ke se radova Izrael, koga Gospod ke moja vrati slobodata na svojot narod. Evo to bija ove dva psalmi, 13. i 14. Napišeni od carot David. To je ovdje iskažava svojata vnatrešnost, odnosno čustvata na svojto srce, gledajki kako nepravednite napreduvat, a kako pravednite se tlačeni i uništuvani. No sepak, to je naogja nadež vo Gospoda. I to je veli, ke mu peam na Gospoda, no jaz vo tvojota verna ljubov imam doverba i vo tvojto spasenje srceto mi likova. Da, to je vo jedan mig zaključува, veli, site za stranija, site se izrodija, nema dobar, nema primeren, nito jedan jedinstven. No sepak, nadešta i utehata Davidja naogjal vo Gospoda. Ah, da dojde od Sion spas za Izrael, ke se veseli Jakov, ke se radova Izrael, koja Gospod ke mu je vrati slobodata na svojot narod. Neka i ovoj petočen den, počtovni gledači, naša ta vera i nadež ja zasnovame na Gospodovite vetuvanje, deka toj nema da ne ostavi. Isus rekao, ja sam so vas do krajot na vekot, do krajot na sveto. To je postojno so nas, no prašanje je da li nije sme so nego. Neka Gospod ne vodi v ovoj den i neka doživeme novi radosti i novi iskustva. Продолжуваме повторно со песна. I have a Maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следува рубриката Информации, новости од земјата или странство. Денеска сакам да споделам информации од Романија. Поточно од Букурешт. Од 14 до 18 октомври во главниот град на Романија, Букурешт, се одржа еден настан што сакам сега да го споделам со вас. Всушност тоа беше собир на водачи под називот ГАИН, а тоа е глобална мрежа за помош. Сакам да ве запознам со ова интернационална мрежа, глобална, е светска организација за хуманитарна помош и развој посветена на давање надеж и опиплива помош за сиромашните и на страдалниците. Одговорните вело дека нашата мисија е да покажеме љубовта кон Бога со збор и со дело на повредените на сиромашните луѓе ширум светот преку проекти за помош и развој. Значи, ГАИН е независна, непрофитна организација и им помага на луѓето или на секој човек на кој има потреба без разлика на раса, религија или националност. Сите канцелари на проектот на ГАИН се финансират преку приватни донации. Тие велат дека од нашите скромни почетоци пораснавме за да станеме разновидна глобална мрежа со канцеларии во Австралија, Австрија, Канада, Германија, Холандија, Филипините, Јужна Кореја, односно Шпанија, Јужна Кореја, Швајцарија и Обединетото кралество и така натаму. Значи, минатиот викенд во Букурешт, во Романија, се одржа еден настан во организација на ова, да го наречеме, непрофитно здружение. Тоа е, значи, иноватска мрежа во склоп на Адвентистичката црква, каде што се одржуваат такви настани за да се обучат луѓето како и на кој начин да го проповедат евангелието, освен да значи помагат на сиромашните. Говорници на овој настан, значи во Романија што се одржа минатиот викенд, биле стручњаци водачи од подрачјето на комуникација, на медија и на новинарство на друштвените мрежи, а учесници имало од цела Европа, неколку луѓе од Австралија, Америка, Азија и Африка. На тој настан учествува и представници од нашата Унија, Алма Боснич, Драгана Ковачевиќ, Томе Насков и Желимир Станич. Тие беа присутни и споделија своји импресии и впечатоци од тој настан. Еве додека оди мојот говор, почитувани гледачи, верувам ќе видите неколку фотографии. Значи, на тој настан беа презентирани најактуелните настани во светот и од полето на медиумите, како и на кој начин да ги користиме медиумите за проповедање на Евангелието, како што еве ние работиме преку радио Глас на надежта или медија центар Глас на надежта. Така да на тој состанок се собрале голем број на луѓе, некаде околу 150, посебно атракција и привлечност представувале луѓето од Украина кои биле присутни на тој настан и кои зборувале за нивните активности во војни услови. Само да ви спомнам дека Украина е една од водечките земји каде што адвентистичкото радио е многу проширено, има неколку радиостаници и телевизиски станици, каде што само во Киев има неколку радиски станици и во другите делови на Украина, каде што стотици, илјадници луѓе го слушаат Словото Господово. Иако сега под тие војни услови тоа е малце проблематично, но еве се сетиле нашите браќа, купиле едно комби или мал автобус каде што е монтирано радиото и тоа е патничко возило каде што оди по градовите и го проповеда Словото Господово. Целта на овој состанок беше да се собрат што поголем број луѓе кои работат на создавање на аудио и на видео материјали, програмери, издавачи, уредници, комуникатори и водачи на сите оделенија кои се занимаваат со секаква врста на медија. Ти има прилика да ги покаже своите проекти, да разменат своји искуства, да се запознаат едни со други и да работат на заеднички проекти, видеоматеријали, програми и
книги. Еве тоа беа впечатоците на Желимир Станич, кој ја предводеше ова група од нашата Унија и кој присуствува на овој настан, кој се одржа, како што спомнав, од 14. до 18. октомври во главниот град на Романија, Букурешт. Убави се тие средби, каде што присутните може да разменат своји мислења, своји искуства и да постават нови цели, зашто се оди напред, па еве и самите медиуми се прошируваат, се усовршуваат и да се види каква програма и што е оно што им е потребно на гледачите и на слушателите. Еве, почитувани гледачи, ве запознав со овие настани кои се случија, значи во минатиот викенд од 14 до 18 октомври во Букурешт во Романија. Одиме сега повторно со песна, бидејќи потоа ќе имаме уште неколку точки од нашата програма, што ќе ги споделиме во текот, значи, нова наша програма. Со слика и со збор бевме во Букурешт, во Руманија, а сега ќе се вратиме повторно во нашата програма. Ќе одиме сега со уште една духовна песна, со која сакаме да ве малку освежиме и да вашите мисли ги насочиме повторно кон Господа, бидејќи ова утринска програма е христијанска, каде што се проповеда Словото Господово, каде што може да слушнете убави песни, но и убави пораки. Секако споделуваме информации кои се и од секојдневниот наш живот. Одиме сега со песна. Повторно сме во нашата емисија, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во нашата програма. Во наредните минути сакам да споделам еден материјал, снимен секако, но материјал кој ќе ни помогне и ќе добиеме одговор на она вековно прашање кој може да ја открие днината. Сите ние како луѓе сме радознали и сакаме да дознаеме што не очекува утре. Еве, бидете сега подготвени да го слушнеме овој материјал и да видиме дали
je dobro da je zname jedninat ili podobro je всеки ден да си откриваме нови убави работи. Значи, во наредните 10 до 13 минути ќе оди овој снимен материјал со цел да ни помогне и да добиеме одговор на прашањето кој може да ја открие еднината. Одиме сега со овој снимен материјал. Кој може да ја открие иднината? Давид бил многу зафатен. Требало да го фати авионот, имал толку малку време само да ја телефонира на својата сопруга, Ана, и да ја каже која ќе се врати. Но Ана чувствувала дека нешто не е во ред. Не можела тоа да го објасни. Тоа било некое чудно чувство. Го молила својот сопруг да не патува со тој авион. Давид навистина го променил летот. После откажувањето на летот, авионот со кој требало да лета се срушил и сите патници загинале. Еден кинески земјоделец се приготвувал за сетва на ориз. Меѓутоа, свештеникот Фунгушуи му кажал да почека само 2 дена. Тој навистина сетвата ја одложил, а соседите се смееле на неговата лудост. Таа ноќ надошла незапамтена бура која се опустошила. Ги уништила големите површини посејани со ориз, а и посевите на неговите соседи. Дали е ова само случајност, или пак можеби постојат настани во иднината кои веќе сега можеме да ги знаеме? Дали ќе биде нуклеарна војна? Дали ќе добијам рак или сида? Дали ќе добијам на лото и дали ќе бидам среќен и богат? Дали постои нешто слично на судбина? Дали навистина надвор од нашиот живот постои сила која ја одредува нашата иднина? Ако постои, која е таа сила? Многумина од нас чувствуваат од овие или други причини дека би било добро да дзирнаат во иднината. Би било навистина убаво да се знае иднината, но сепак дали тоа би било убаво? Пред неколку години некој човек со група своји школски другари отишол кај една вражарка. Таму кажала многу работи, за кого ќе се ожени, колку деца ќе има, со што ќе се занимава и каде ќе живее. Се што таа кажала се остварило. Меѓутоа, таа му кажала уште нешто. Која ќе умре? Ке живееш, рекла вражарката, само до 42-та година. Кога времето се приближило, неја го опфатило голем страв. Страв која ќе умре, страв како ќе умре, страв што ќе ги напушти секако жената и децата. Стравот управувал со неговиот живот. Денес тој човек има повеќе од 42 години. За среќа, тој на време побарал помош и бил ослободен од стравот. Прорекувањето на еднината повеќе не го држал во своите стеги. Познавањето на еднината може да биде добро, но и лошо. Сепак многу луѓе сака да ја знаат иднината. Милиони луѓе ги пратат хороскопите во весниците, радиото и телевизијата. Некои мислат дека тоа е безопасно, забавно и не очекува дека тоа ќе се оствари. Други пак тоа го земаат сериозно и даваат големи суми на пари за совет од астролозите. Секаде по светот луѓето се обидуваат да ја дознаат иднината. Се употребуваат најразлични методи. Било каде да одите, секаде ќе најдете методи кои ви одговараат. Например, Ю Джинг во Лондон, руни во Сиднеј, гледање во кристална топка во Лос Анџелес, гледање во дланка или филџан кафе во нашите краеви. Насекаде во светот постојат методи кои се привлечни за секој човек со цел наводно да ја открие својата иднина. Освен овие методи кои ја предвидуваат човековата иднина, секако треба да ги споменеме и така наречените пророци кои ја предвидуваат човековата иднина.
Nostradamus секако дека е еден од најпознатите гледачи во светот. Тој живеел во 16 век во Франција. За време на својот живот тој бил познат како лекар, отколку како пророк. Пред крајот на својот живот станал познат по своите пророчки строфи од по 4 стиха наречени кватрени. Дали навистина кватрените покажуваат и докажуваат дека Нострадамус можел да ја гледа иднината? Каква опасност се крие во кватрените? Неволјата е во тоа што многумина од низ кватрени се без датуми пишувани и нејасно. Луѓето кои сакат да веруваат во неговите пророчанства ќе најдат причини за тоа, но и оние кои се сомневаат во него можат лесно да го отфрлат. Треба да споменеме дека Нострадамус бил пола евреин, а половина француз. Тој многу студирал за да стане лекар. Користејќи ја големата библиотека во свое време, тој читал и астролошки и окултни извештаи. Тој самиот ги открива појдовните точки на своите предскажувања. Нострадамус користел окултни книги, толкувал врз основа на површината на водата и употребувал многу магиски работи. Пророштвата на Нострадамус, хороскопите и астрологијата, какви што денеска ги познаваме, цврсто се втемелени на митологијата на Стара Грција и на Стариот Рим. Библијата ни го дава следново предвидување кога се во прашање пророците и јасновиците. А вие не слушајте ги вашите пророци и вашите бајачи, вашите јасновици, вашите магепсници и вашите вражари. Еремија 27 глава, 9 стих. Денеска, кога се занимаваме со астрологијата, ние всушност повикуваме некои од митовите и боговите на старите времиња. На тој начин се впуштаме во опасност од која тешко можеме да се вратиме. Сите ние имаме чувство за иднината. Откривањето на иднината донесува возбуда и радост, но од друга страна може да донесе страв и грижи. Луѓето сака да ја дознаат добрата страна на својот живот, односно дека лошите работи нема нив да ги пратат во животот. За христијаните кои веруваат во Бога, иднината е непозната, но никогаш не е несигурна. Бог нас не создал и ја знае иднината на секого од нас. Тој знае дека ние сме свесни за иднината и знае дека чезнееме и имаме потреба за сигурност, зато со љубов ни нуди надеж за она што е пред нас. Најголемата тајна, а за многумина и најголем извор за страв е смртта. Што ќе се случи кога ќе умрам? Има ли нешто зад гробот? За да добиеме одговор на овие прашања, Исус дошол на овој свет да умре, но и да не остане за секогаш мртов. Се вратил од смртта за да ни покаже дека постои нешто многу поважно од овој живот. Тој дошол да ни покаже да не се плашиме од смртта. А Исус ја рече: јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене нема да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во мене и да умре, ќе живее. Јован 11 глава, 25 и 26 стих. По природа, ние луѓето сме свесни за постоењето на иднината и природно е да размислуваме за овие работи што ќе се случат. Астрологијата може да ни даде чувство на личен идентитет. Тоа лесно може да се примени како средство во секојдневниот живот. Меѓутоа, што ако е безвредно или пак опасно? Зошто тогаш не се свртиме кон Бога? Дали тој нуди на личноста слично чувство на лична вредност? Дали тој е подеднакво реалистичен и практичен? Да, секако. Со Бога можеме да започнеме однос кој е двонасочен, практичен, вреден и непосреден. Нашиот однос со Бога се заснова на молитвата. Молитвата е едноставно разговор со Бога, зборување на Бога и слушање на она што тој ни зборува. Во молитвата за Бога ние зборуваме она што го сакаме.
To je baranje na ono što nije potrebno i slušanje na ono što Bog saka da ni go kaže. No ti koga se moliš, vlezi vo svojeta skrišna soba i otkako keja zatvoriš vratata, pomoli mu se na tvoj otec. Matej 6. glava 6. stih. Bog je ličen Bog i ni saka se najdobro. To je srećen što može da ni pomogne, da se griži za nas, da ni pruži ljubav i da ni dade na znanje deka mnogo mu značime. V molitvata to možeme da go počustuvame, da bideme bliski so Boga i da mu je doverime svojeta idnina. Ako sakaš da imaš takvo prijateljstvo so Boga, ako sakaš nadeš, sigurnost i mir, primeni gi u svoj život ovje sovjeti. Kaži mu na Boga ako si zagrižen za svojeta idnina. Kaži mu kako se čustovaš, bez obzir što je prašanje, rabota, bolest, semeni problemi, bilo što, Bog te razbira. Zamoli go Boga da ti pomogne vo životot. Zamoli go da bide so tebe sekoj den. Nemoj da se dvoumiš, da razgovaraš s onego sekoj den preko molitva, bidejki to i sekogaš je su tebe. Ako nekogaš si koristil u iga tabla, ili si odjel kaj vražari, ili si bil zakačen na horoskopot, ili nešto slično, kaži mu na Boga. Zamoli go da te oslobodi, zamoli go da te zaštiti od zloto, koje može da bide povrzano s ona so što si se zanimaval porano. Zamoli go da te čuva i da mu pomogne na tvojeto semestvo. Čitaj Biblijata, Božeta reč, čitaj gi Evangelijata, doleka gi čitaš, ke najdeš poveki izveštaj za Boga koji se griži za tebe. Može bi ke shvatiš deka od pomoške ti bide ako odiš na bogosluženije ili na sostanuci na koji se proučava Biblijata. Na tije sostanuci ki imaš možnost poblisku da se zapoznaš s Isusa i njegovata milost koja je nasočena kon sekogo. Bog nema da ti obezbedi spisok na idnete nastani u životot, no verovaj, to nema da go napravi ni horoskopot. Bog obezbeduva vodstvo koje ti je potrebno togaš koje ke se soočiš so teške odluke u svoj život. Isus otišol od ovaj život za da ne uveri u životot koji ke dojde. Toj ni vetil život koji nikogaš nema da se završi. Toj ni vetil večen život. Jovan 3. glava 15. stih. Spored toa, ne postoji nešto o što treba da se plašime ako patuvame su Isus Hristos. To je veke pominal po toj pat i go proglasil deka je siguren. Da, postoje teški denovi, postoje teški delovi na toj pat, no nije možeme da patuvame su siguren vodač koji vetova deka sekogaš ke bide so nas. Mir vi ostavam, mir od svoj vi go davam, jaz vi go davam nekako što go dava svetot, da ne se plaši srce to vaše, nito da se boji. Jovan 14, 27. Ima li nešto podobro od toa? Bog ne informira za site nastani koji bi trebalo da se slučat, međutoa, to nego pravi ni astrologijata, no koja dava vistinskata sreća i mir deneska. Iskustvo to na milioni luge, po celi svet, svedoči deka toga pravi samo Bog. To je stabilen i vo potpunost može da mu se verova. Bog dava mir, to gi zadovolova našite nedlaboki potrebi i ne vodi v sigurna idnina.
Во рубриката кратка духовна порака, почитувани гледачи, утре ќе зборуваме за Давид, убиец на джинот. Овој настан запишан во првата книга Самуилова, 17 глава, од 32 до 37 стих. Значи, ќе зборуваме, ќе размислуваме за Давид, убиецот на джинот. Приказната за Давид и за Голијат секогаш го привлекува нашето внимание. Уште кога бевме деца, нашите родители ни раскажува за оваа приказна, кај што малиот Давид, кој бил мал и низок по раст, го убил големиот джин Голијата. Навистина, тие приказни постојано се повторуваат, но многу се важни и значителни за нашиот христијански живот. Денес ќе видиме во ова размислување како успеал овој мал човек, млад претежно, без оружје, без нож, без пушка, само со едно каменче да го убие големиот непријател на израелците, джинот Голијат. Но во духовен смисол и ние денеска имаме своји джинови почитувани пријатели. Кои се джиновите со кои ти се соочуваш во твојот живот? Може би тоа е болест, исто така тоа е голем джин, депресија, злоупотреба, одбивање, некоја уништена врска, искушенија, стравови, грешки од минатото, гнев, обесхрабрување. Вашите джинови нема да бидат како Голијат, вистински висок од 4 метри, меѓутоа тоа се джинови со кои ние секојдневно се соочуваме и треба да ги победиме или тие нас ке не победат. Например, здравствените проблеми, финансиски проблеми, брашни проблеми, може да бидат исто така наши джинови, проблемите околу вработувањето, немање на работа, немање пари за екзистенција, тоа се исто така наши секојдневни джинови. Но да се вратиме сега на овој проблем што го имали израелците кои војувале против филистејците, а филистејците пред себе го имале големиот Голијат, големиот джин. Гласот на Голијат влевал смртоносен страв кај израелците. Голијат бил огромен човек, огромен джин, висок околу 3 метри. Замислете човек од 3 метри, колку му биле долги рацете, нозете, самото тело, самата појава. Например, оклопот кој го носел, со кој бил облечен, тежел некаде околу 40 килограми. Главата на неговото копје била направена од челик и тежел околу 4 килограми. Тој шлем, значи, и самото копје, какви биле огромни. Да се чекори околу него било исто како да имате некоја бариера
Овој огромен джин бил добра заштита и очигледно е дека израелците немале човек кој бил подготвен да се бори против него. Самиот поглед на овој човек ги парализирал децата на Израел. Голијат тоа го знаел и затоа уште се посомневал, односно се исмејувал со израелските војници. Тој посебен ден кој осамнал Голијат, значи големиот джин, истапил кога го видел малиот Давид пред себе. Повикал горделиво како и обично и тоа го слушнал Давид. Кога израелците го виделе човекот, сите побегнале од него, се сокриле таму вели во дупките, се сокриле и се повлекле. Кога животот изгледа безнадежен, кога изгледа дека нема излез, Бог може да отвори пат и тоа нов пат. Сега ќе видиме како Господ ќе го отвори патот, како Господ преку малиот Давид ќе го уништи овој голем непријател на израелците. Еве што кажал самиот Голијат: дојди кај мене за да им го дадам твоето месо на небесните птици и на земните ѕверови. Тоа го вели Голијат, викајки на Давида, а тоа го слушнале и останатите израелци. А Давид му одговори на филистејецот: ти доаѓаш против мене со меч, со копје и со штит, а јас одам против тебе во името на Господа на силите, Бог на Израелевите чети, кои ти ги предизвика. Давид одел напред храбро во името на Господа. Давид го направил она што требало да го направи. Војската не го направила она што требало. Војниците оделе со своја сила, а Давид одел со силата Господова. И затоа денеска да одеме и ние со Господа напред, без разлика каков е твојот джин. Има решение, Бог има мог да го уништи и да го отргне твојот джин. Кога се соучуваме со джинови, јас и ти сакаме да ја слушнеме истата добра вест. Саул ја слушнал добрата вест, луѓето биле исплашени, но изгледа дека добрата вест доаѓа од погрешен извор, доаѓало од дете кое не било обучено за војна. Давид треба да направи нешто неверојатно, но во 28 стих неговиот најстар брат сакал да го сопре. Гледате, кима пречки, брат му на Давида, најстариот кој бил веќе во војската, а Давид донел храна на своите браќа. И така случајно тој слушнал за опасноста која му претела на Израел и тој рекол: јас ќе одам во името Господово. Го запирале, го спречувале браќата и останатите, а Саул, кој бил цар на израелците, исто бил уплашен, бил тамо некаде во позадина. Тој имал своји синови кои можел исто така да ги испрати да се борат против големиот джин, но сите се плашеле. Но затоа Давид истапил, изел 5 каменчиња доле од потокот и тој имал прачка. Секој едно тој си вежбал чувајќи ги овците, но таа прачка ќе биде тоа мокно, силно оружје, тоа каменче, бело каменче, кој ќе се зарие во челото на големиот джин. Почитувани пријатели, драги гледачи, Давид го убил големиот непријател, не само на Бога, туку и секако и на израелците. И вели текстот: Давидовото срце не било исплашено, зашто знае во кого верува. Ти доаѓаш против мене со меч, со копје и со штит, а јас одам против тебе во името на Господа на силите, Бога на Израелевите чети, кој ти го предизвика. Значи, Голијат не го предизвикал самиот Давид, туку самиот Бог небесен, зашто израелците биле представници Божи. Денес Господ ќе те предаде во мојата рака. Сета земја ќе знае дека има Бог во Израел и сиот овој собир ќе знае дека Господ не дава победа со меч ни со копје, зашто Господ е господар на битката и тој ве предава во наше раце. Вистина, Господ ќе му го предаде големиот джин во рацете на Давида. Кого Голијат предизвикал, му се заканувал и му влевал страв во коските на Божиот народ. Давид не побегнал исполнен со страв и не се колебал, тој влегол во битка. Презел нешто и на крајот со кој джин или джинови се соочувате вие? Кажано е, сите джинови со кои се бориме се направени за да не приближат кон Бога. Не можеме да влеземе во битка и да останеме и да оставиме импресивен запис за победа ако одиме со своја сила. Затоа еве порака од ова размислување: Давид одел храбро со Бога напред и доживел голем успех.
Ако одиме и ние со Бога денеска, ќе доживееме ист или сличен успех. Давид ја знаел Божјата волја за израелците, бидејќи тоа Мојсей јасно го рекол, ние треба да ја освоиме хананската земја и нивните непријатели да нема да имаат шанса. Тоа го кажал во друга прилика Мојсей на израелскиот народ кога требале да ја освојат ветената земја. Денес Бог не очекува од нас, дали сме млади или стари, да станеме и да им се спротивставиме на джиновите во животот. Тој Бог го очекува со негова сила да исчекореме напред. Тој не повикува да бидеме предани на вистината и верни, додека се бореме со искушенијата. Давид рекол дека битката му припаѓа на Господа. Зошто? Затоа што джинот му пркосил на Бога. Божјата волја била каменувана. Дали своите битки сте му ги предали на Господа или се уште се борите сами против джиновите? Нека ова порака ни помогне и ова кратко размислување од Давида. Потоа, знаеме, Давид се зацарил, станал цар, меѓутоа ова биле подготвителни работи, кај што тој покажал целосна доверба во Господа и доживел голем успех и радост, не само за себе, туку за целиот Израелев народ. И денеска, Господе, истиот почитувани гледачи, може да ни даде сила и храброст да ги отстраниме со Божја помош сите пречки, сите наши джинови во нашиот живот. Еве, тоа беше краткото размислување. Одиме сега со уште една песна и полека ќе одиме кон крајот на ова наша утринска програма. Како пријател Исус, наши болки носи Тој, терет наш и сите грижи се враце кај Него. Еден имаш, кажи му ти сега се, ти на него се му значиш, се ке стори за тебе. Се што имаш ти му предај, тој ме вечно сака, знај. Живот без него ти немај, зошто меливо е се. Ти еден имаш, кажи му ти сега се, ти на него се му значиш,
Neke story za tebe. Za tebe. Svaki story za tebe. Za tebe. Svaki story za tebe. Za tebe. Svaki story za tebe. Prijatelj ti je ternima. Prijatelj ti je ternima. За сите вас, почитувани гледачи, кои сте љубители на добра книга, овутро сакам да ви ја рекламирам книгата Гребенот на спасените. Интересна книга, јас сум ја прочитал, постои снимен филм на оваа тематика. Значи, ова е вистински настан кој се случил во Америка, вистинска животна сторија за Дезмонд Дост врз основа на која е снимен филм. Значи, тој е човек американец кој учествувал во една војна, меѓутоа не сакал да користи оружје. Еве само да прочитам. След таа избезумена трка се наоѓаше единствениот преостанат болничар во целиот баталион Дезмонд Дост. Трчаше од еден паднат војник до друг и правеше се што е во негова моќ. Воопшто не мислеше како да ја спаси сопствената кожа, беше премногу зафатен за тоа. Не размислуваше за јапонските војници кои беа со него на врвот од ридот, кои пука и фрла гранати. Обучен како војн болничар, прекален во стотици акции, Дезмонд досмирено извршуваше својата работа спасувајќи ги повредените. Значи, овај војна помеѓу Америка и Јапонија, кај што овој човек учествувал, но бил христијанин, адвентиста и не сакал да војува и затоа бил повикан на воен суд, му судили, но сепак бил прогласен за невин, затоа што тој не сакал од верски причини да го користи оружјето. Ви ја препорачувам срдечно, почитувани гледачи, ова книга може на YouTube да го најдете и филмот да може да го погледнете. Еве, тоа беше за денеска ова книга што ви ја понудивме, Гребенот на спасените. А вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве посебна можност да се вклучите во проучување на Светото писмо преку ова мрежа Библијата зборува.мк. Значи, сите вие кои сакате по дописен пат да изучувате Библијата, слободно одете на интернет и пронајдете ја ова дописна библиска школа, а всушност сега ќе ја видиме и самата реклама за ова дописна библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша утринска програма Добро утро на Радио Глас на надежта. Пред да се одјавиме, сакам да ве подсетам и да ви спомнам дека во Кавадарци на 20, значи последниот викенд во овој месец во октомври, на 29 ќе имаме есенски собор за сите вас кои сте заинтересирани како верници, пријатели овде во Кавадарци во салата на киното сала во Кавадарци, значи во Домот на културата во самиот центар. Темата ќе биде христијанско
семејство. Ке имаме специјални гости, значи соборот ќе започне во 10 часот предпладне, а попладне во 15 часот. Планирајте да бидете дел од ова интересно случување, влезот е бесплатен, ќе биде организирана и бесплатна храна за сите учесници, ќе имаме специјални гости. Значи, како што спомнав, ќе стане збор за христијанското семејство. Говорници ќе бидат Вило Методива, психолог од Неготино, потоа ќе имаме гостин од Америка, Дон Милер и Алберто Вргоч од Србија, но ќе имаме и специјален гостин кој ќе биде и присутен на овој собор, тоа ќе биде Владо Хавран, кој ќе има проповед за семејството како сигурна база. Ќе има и духовни христијански песни, така да планирајте да бидете дел од ова случување. Значи, на 29. октомври есенски собор во Кавадарци, во салата на Домот на културата. Еве, толку за денеска, ве поздравувам, ви посакувам убав и благословен викенд. Уживајте во топлите денови кои се пред нас, а повторна средба ви закажувам во понеделник во 9 часот предпладне. До тогаш, пријатно. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.